Почнуваме со вестите, почитувани гледачи. Останете со нас и проследете ги. Дури 12 сообраќајни несреќи се случиле изминатиот викенд на подрачјето на Штипскиот сектор. Полицискиот радар во контрола на терен регистрирал 72 возачи кои не ја почитувале дозволената брзина. 12 од кои две потешки сообраќајни несреќи случени на патиштата на подрачјето на СВР Штип регистрира полицијата во изминативе 48 часа. Во две од нив учесници се мотоциклисти. Состојбата се оценува како загрозена. Надлежните апелираат на почитување на сообраќајната сигнализација за поголема безбедност на учесниците во сообраќајот. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, а особено возачите на мопеди и мотоцикли, задолжително да ги носат заштитните шлемови. Во акцијска контрола полицијата открила дури 72 возачи кои не ја почитувале дозволената брзина на управување на возилата. Полицискиот радар уловил 50 возачи во град Гајца надвор од населено место. Санкционирани се 72 возачи кои го сториле овој вид на прекршок, што укажува на фактот дека дел од возачите не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Контролите ќе продолжат и понатаму, велат од СВР Штип, со цел да се намали бројот на сообраќајни несреќи, а подобри безбедноста на патиштата. Според анализите од терен, алкохолот и брзото возење се најчести причини кои доведуваат до сообраќајните несреќи со последици. Во приложение статистика поразителни се бројките за тоа колку ученици имаме во училишните клуби. Според податоците на Државниот завод за статистика, на крајот на учебната 2015-2016 година, бројот на учениците во редовните основни училишта изнесува 185.119, што представува намалување за 1,7% во однос на претходната учебна година. Во редовните средни училишта бројот на учениците на крајот на учебната 2015-2016 година изнесува 77.625, што представува намалување за 5,1% во однос на претходната учебна година. Оваа статистика се потврдува секоја година во училиштата во Источна Македонија, каде што во одредени градови на крајниот исток, наместо првооделенчињата годината да ја почнат во македонските училишта, тие годината ја почнуваат како странски државјани во Италија, Словенија, Швајцарија или во некои други земји. Дали годинава ќе имаме повторно намален број на првачиња, ќе се види во месец мај, кога се уписите на првачињата во основните училишта. Хроничниот проблем недостаток од кадар во итната медицинска помош повторно се јави во неколку здравствени домови во регионот. Бројот на тимовите се намалува, како причина за тоа се посочуваат заминувањата во странство на младите лекари. Честата миграција на младите лекари во некоја од европските држави е една од причините за намалување на докторите во итната медицинска помош. Со овој проблем се соочуваат речиси сите служби од источниот дел на државата. Сепак, најалармантно е во Кочанската брза помош, каде што во континуитет се намалуваат екипите поради заминување на лекарите во странство. Бројот на екипите може во иднина да не се намали, бидејќи нон-стоп постои мигрирање на кадарот, поготово на медицинскиот кадар, дали надвор од земјата или од една во друга здравствена организација. И бројот на екипи во Делчевскиот здравствен дом се намалува. Од вкупно 6, сега граѓаните на располагање имаат само 4 екипи. Сега се 4 тима во итната медицинска помош, во Македонска Каменица имаме 3 тима, во итната медицинска, значи таму ни фали еден доктор. Оглас за вработување не е распишан поради ситуацијата која што е сега, не е дозволено да се распишуваат огласи за вработување. Недостаток од кадар, како и заминувањето на младите лекари во странство долг период беше хроничен проблем со кој се соочуваше и Штипската брза помош. Со вработувањето на новите кадри, проблемот се реши, а на специјализација веќе се испратени и неколку лекари. Невиден вандализам во Рударска Македонска Каменица, испокршени канделабри, реквизити во паркот на рударите, а оштетен е и градскиот плоштад.
Вако вандализам во овој рударски град досега не е забележен. Во Македонска каменица деновиве е забележан невиден вандализам. Уништени се канделабри, а од бесот на вандалите настрадале и градскиот плоштад и паркот на рударите. Градоначалникот на општина Македонска каменица Дарко Митевски го осудува овој чин и забележува дека се уништуваат добра на сите граѓани. Сега сме сведоци за едно вандалско однесување на определена група на граѓани кои што ги имаат уништено лампионите на канделабрите на улицата Филип II, кои што подолг период ги набавувавме за да бидат согласно проектот кој што ја градевме оваа улица. Уништени се реквизити на паркот на рударските машини. Гледаме дека дел од хортикултурното уредување на градскиот плоштад е веќе уништено, така што тоа остава една лоша слика за централното градско подрачје на општина Македонска каменица. Митевски апелира граѓаните доколку забележат дека некој ги крши или уништува канделабриите, но и клупите и поставените реквизити, веднаш да пријават во полициската станица или во општината. Во текот на наредниот период ќе има и засилени контроли од страна на општинското обезбедување. Се надева дека наскоро ќе бидат откриени вандалите на овој чин. По повод денот на пролетта, на среќата, на екологијата, на планетата, во градот Подисарот се одржа музички хепенинг. Штипјани уживаа во концертот под мотото "Играме и пееме за сите вас", што се одржа на летната сцена на библиотеката Гоце Делчев. Во чест на денот на пролетта и светскиот ден на среќата во градот Подисарот во организација на општина Штип, Националната установа библиотека Гоце Делчев и Советот на млади се организираше музички хепенинг. Публиката уживаше помеѓу мостот на изворното и модерното. На денешниот настан кој библиотеката заедно во соработка со општина Штип и Советот на млади го организира е прво за да ја споделиме среќата. Го одбележиме меѓународниот ден на среќата и со овој огромен број на присутни во публиката, значи да ја направиме уште поголема, меѓутоа воедно значи и за окружување на оние 8 мартовски денови, одбележување значи за денот на жената, воедно најава на доаѓањето на пролета. А со самото тоа и почеток на месецот април, месец во кој ја славиме, значи е наменет за книгата. Во склоп на овој настан, еве и имаме и свој продажен салон, значи ние вршиме продажба на книги и секогаш настојуваме да бидат поблиску до читателите и за да можат да си купат ако сакат и книга. На музичкиот хепенинг настапија Академијата Еуро Арт, школа за фолклор, Зумба клубот и групата Орнаменти. Честно е што сме денеска овде со нашите членови. Околу 25 членови настапуваат овој ден за денот на среќата, воедно и за денот на пролета. За денот на среќата сака Орнаменти да се вклопи во оваа манифестација со сплет македонски народни песни и Дончо Штипјанчето како обележие на нашиот град. Мотото на музичкиот хепенинг во чест на денот на пролетта и светскиот ден е "Играме и пееме за сите вас", традицијата ја чуваме, староградското го негуваме, модерното го изучуваме. Денес е светски ден на стоматолозите, а пациентите стравот од стоматолог никако да го совладаат. Токму поради тоа најголем дел од пациентите доаѓаат кога болката е неподнослива. Сега постојат анестезии со која таа се намалува. Велат стоматолозите на светскиот ден на оралното здравје. За жал и во 21 век оралната хигиена е на многу ниско ниво. И во 21 век и покрај користењето на софистицирани медицински апарати, стравот од стоматологот никако да исчезне. Токму поради тој страв и звукот од зоењето на апаратот се причина за најголем дел од пациентите да посетуваат стоматолог, само тогаш кога заболката е веќе неиздржлива. За жал, штипјани и општо македонците не се грижат многу за оралното здравје. Значи, не се посетуваат редовно стоматолозите, матични стоматолози. Контролите треба да се прават најчесто, значи 6 до 12 месеци. Меѓутоа, значи тоа е еднаш до 2 пати годишно. Меѓутоа, македонците и штипјаните не ги прават тие посети.
Најчести болести се кариесот и повлекувањето на гингивата. Може слободно да се каже дека околу 70% од децата се соочуваат со кариес, кој се должи на лошата исхрана и прекомерниот внес на шеќери. Повлекување на гингивата се појавува најчесто поради старост, значи се јавува околу 50-60 години, меѓутоа може и по-рано, во пораните години да се јави понекогаш. Зависи исто така од генетските предиспозиции на пациентот. На Светскиот ден на оралното здравје стоматолозите апелираат забите да се мијат од 3 до 5 минути, на секои 2 до 3 месеци да се менуваат четките, а за полесно испирање на устата да се користат течности и конец за чистење на заби. Представници на Сдруженијето Текстилец од Штип на денешната пресконференција обвинија дека неколку текстилни компании од регионот дел од платата на работниците им ја исплаќале на рака. Од приложените докази кои ги имаат велат дека на работничките во некои од конфекциите не им се исплаќа ниту за гарантираната минимална плата. 3 месеци наназад неколку текстилни компании од Источна Македонија на своите работници дел од платата им ја исплаќале на сметка, а останатиот дел на рака, посочија на денешната пресконференција од Сдруженијето Текстилец од Штип. Не ги откриваат компаниите кои на овој начин плаќаат помали придонеси за работниците, но и помалку даноци за државата. Но како доказ ги приложи апликоата на кој се гледа дека платите се помали и од загарантираната минимална плата. Ние имаме и доказ во кој сакаме да ви го приложиме. Ова е тој доказ каде дел можете да видите ова са плика, каде што цифрата ја пишува 1500 на рака, 1800 на рака, значи тука гледате пишува на сметка 7000 денари, а додека другите 1800 денари се даваат во плик на самите работници. Представниците од Сдруженијето Текстилец забележуваат дека ова е кршење на работничките права, зашто надлежните инспекции треба да излезат на терен. Апелираат текстилните работници да бидат похрабри и да ги пријавуваат ваквите случаи. Сдруженијето им се нуди дека ќе им помогне, а целата постапка понатаму ќе се одвива заедно со Хелсиншкиот комитет за човекови права. Бараат и заедничка дебата со текстилниот кластер и Организацијата на работодавачи, за да се утврдат реалните состојби во текстилната индустрија, но и како да им се помогне на работниците. Исплатата на земјоделските субвенции треба да почне во среда. Средствата се добре дојдени за сите земјоделци да ја реализираат пролетната сеидба, да ги покријат направените трошоци, а и да го продолжат производството. Субвенција од среда. Исплатата треба да почне во среда, има обезбедено 100 милиони евра. Новиот директор на платежна агенција рече дека нема да има проблеми со исплатата на субвенциите, вели председателот на Асоциацијата на земјоделци Ефтим Шаклев. Тој додава дека иако доцнати покрај тоа што законскиот рок е до 30 јуни, средствата ќе бидат добре дојдени за земјоделците да ја реализираат пролетната сеидба, покријат трошоците и да продолжат со производството. Последен пат субвенции на сметките на земјоделците легнаа во октомври, само 10% од земјоделците во Штипско и Карбинско добија пари. Субвенциите лани ги зема, сега за оваа година не се дадели. Сега треба да и пушта. Некој храна му требало ечмен, некој јонџе нема да му стас. Овчар плати 500 евра и на тебе шо ќе ти остане? Ништо. Ништо не останува. Во интерес на нас земјоделците тоа е голема помош. Ако не се мислам тие субвенции, голем дел од трошоци ни ги покриват, како за тековно одржување на опрема, така за сеидба и... Покријат ни трошковите, барем ако не друго. Ако нема род житарица, барем тоа ни покрие. Ако не, тоа па ичпа, во никаде. Исплатата на субвенциите 2 пати беше стопирана. Земјоделците бараат да продолжи, надлежните уверуваат дека законот не дозволува. Земјоделците се заканија со протести, пошто антикорупцијска комисија од ад хок даде зелено светло за исплата на субвенциите. Се чека новиот директор на платежна да стави подпис на решението за парите да легнат на сметките на земјоделците. Во Штипско на 3700 земјоделци конкурираат за субвенции. За 10 години за земјоделците во Штипско и Карбинско се исплатени субвенции во висина од 23 милиони евра, вели Ацоран Бабов, раководител на подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип. Во овој период од годината во Пробиштип активно се работи на урбаното уредување. Јавното комунално предпријатие набави и нова механизација за прибирање на отпадот.
Екипите на јавното комунално предпријатие Никола Карев во Пробиштип интензивно работат на реконструкцијата на градскиот пазар, но за подобрување на хигиената во градот набавени се нови 70 корпи за отпадоци и 15 контејнери. Исто така јавното комунално предпријатие Никола Карев набави и нова механизација за прибирање на смет и метачка. Па она што го планиравме минатата година, во тој дел и го реализиравме. Значи, најпрво го набавивме специјално возило за изнесување на смет, половно возило, тоа е веќе пуштено во погон, деновиве пристигна и специјалното возило за метење на улици, исто така граѓаните веќе можат да го видат по градските улици, имаме набавено исто така и половно возило, значи за метење на улици, така што мислиме дека и гледаме дека со набавката на овие две возила значително можеме да ја унапредиме и да го подобриме квалитетот на извршување на овие работи. Во овој период во Пробиштип исто така се реализираат и еколошки акции за урбано расчистување на непосредното животно обкружување. Поевтинуваат цените на горивата, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Од ноќеска на полнок возачите ќе точат дизел и бензин поевтино за 2 денари. Евросуперот БС од 95 октани ќе се продава по цена од 65 денари, а Евросуперот од 98 октани ќе се продава за 67 денари за литар. Евродизелот ќе чини 52, а екстра лесно масло за домаќинствата ќе се точи за 40,5 денари за литар. Награди за најдобрите на истокот за изминатава 2016 година. И годинава регионалниот центар Исток при Издруженијето на новинари на Македонија им врачи признанија на најуспешните фирми и поединци. Признанија добија и еминентни штипски кардиолози. Признанијата за најдобрите фирми и поединци по избор на новинарите од регионалниот центар Исток при Издруженијето на новинари на Македонија беа доделени во Свети Николе. Новинарите избраа 14 лауреати. Посебно признание за академик доктор Жан Митрев. Секоја награда и признание значи нешто. Ова ми значи посебно, бидејќи доаѓа прво што велиме од дома, бидејќи од дома малку потешко се признават некои работи, а овој Истокот мој баш дома и доаѓа од Сдруженијето на новинари, што исто така ми значи многу, бидејќи моите почетоци во Македонија и да кажам, оние првите средби со новинарите не беа и баш така, да кажам, позитивни во однос на мене, меѓутоа се надевам и ова признание можеби допринесе да и сите оние кои не веруваа во она што го ја работев и го работам, најпосле да го увидат и да го на некој начин да ми го признаат со ова врачување на званично признание. Така да навистина ми е посебна чест. Признание за успешност и за ангиографското одделение на клиничка болница Штип. Ако си поставиме високи цели, да следиме високи стандарди и норми кои што, како што и секаде во светот, во здравството, така и ние успеавме во период од 40 месеци да направиме една институција во Источна Македонија нова, од корен, и да стигнеме до нивото каде што стигнавме. Да работиме сложени кардиоваскуларни интервенции, да работиме интервенции на крвните садови на нозете, на рацете, бубрежните крвни артерии, така да во 2017 се надеваме дека овој репертуарни интервенции ќе го зголемиме, прошириме и како и кај доктор Жан Митрев во неговата прекрасна болница ќе поставиме слични стандарди каде што ќе можеме да се гордееме во државното здравство и поготово клиничката болница Штип со сето она што ќе го нуди на пациентите. Голема благодарност до менаџерскиот тим на клиничка болница Штип, што без нивна помош немаше да можеме да успееме во нашата работа, а секако огромна благодарност и до сите останати членови на тимот, бидејќи нашата работа е тимска.
како носители на дејност, меѓутоа без никаква потпора од страна на сестрите асистенти, нити останатите доктори на едукација и специјализанти не би можеле ова да го направиме. Новинарите Даниела Такева и Горан Левков во 2016 година најдобри помеѓу колегите новинари од Истокот. Ова ми е четврта награда во мојата новинарска кариера, која што ја работам веќе 20 години, но ми е најзначајна ова награда, бидејќи доаѓа од моите колеги, од колеги професионалци, од кои од дел од нив и сум го учела овој занает. Навистина ме направија горда и среќна вечерва што ми го доделија ова признание. Ова признание значи потврда дека работата што ја работам на вистинскиот начин, но и понатаму ќе ме поттикнува ова признание да продолжам со тој начин на работа, да одам по теренот, каде што е вистинскиот живот и да ги барам оние вистински истории. Јас годинава сум добитник на наградата за истражувачко новинарство. Ова е прва награда што ја имам добиена од Сдруженијето на новинари во Исток, трета награда досега добиена во мојата 10-годишна кариера. Се надевам дека ќе продолжи мојата кариера да расне и понатаму со награди. Сум благодарен премногу на Центарот за истражувачко новинарство што ми дозволува слобода за истрагите, што ми дозволува во вакви тешки услови за новинарство во Македонија да имам целосни можности за да ги спроведувам истрагите кои што доведоа до промени во нашето општество. Николајчо Николов од рудникот Бучим, новинарите од Истокот го препознаа за неуспешен. Јас кажав кога го примив признанието дека тоа е признание практично за целиот колектив Бучим, кој успешно работи повеќе од 12 години. Во Бучим се вработени околу 700 луѓе. Направивме еден хармоничен колектив кој стопанисува за наша среќа успешно сите овие години. Бележиме добри резултати. Ние во овој момент се трудиме на Бучим да му направиме, да му обезбедиме перспектива за работа во наредните 15 години. Признанија најдоброто од Истокот за 2016 година новинарите од регионалниот актив Исток при Сдруженијето на новинари на Македонија доделија и на печатница Европа 92 во Кочани како најдобри во стопанството. На Сонја Данилова од Пробиштип најдобра во образованието, Јонче Стојковски одговорен рудар за Алимак во Јама рудник Саса Македонска каменица, најдобар во областа на трудот. Миле Ѓорѓиовски Делчево, најдобар во книжевноста, хуморот и сатирата, Ротари клуб Кочани Виница, најдобар во областа на хуманоста, награда за планинарите Осолуа во Кочани, најдобри во спортот, Ходелот Манастир беше најдобар во туризмот, Мандолинскиот оркестар Свети Николај во Свети Николе, признание за најдобро во културата. И Албиро фирмата, која соработува со Швајцарија, новинарите од Истокот ја препознаа како најдобра во областа на општествената одговорност. И на крајот спорт. Дерби над преварот на Истокот помеѓу екипите на Китго Пехчево и Беласица од Струмица заврши нерешено, без голови. На останатите средби фаворитите, екипите од самиот врв на табелата, остварија очекувани победи. Интересно, возбудливо и до крај неизвестно беше на средбата Китго Пехчево и Беласица. Во моќна фери коректен надпревар и двете екипи се трудеа да дојдат до победа, но добрите одбрани на голманите Јамаковски и Игески, како и лошите завршници на напаѓачите и на едните и на другите, допринесоа мрежите да мируваат. Гледачите кои дојдеа во голем број на теренот видоа доста квалитетни и познати играчи кои некогаш настапувале за екипи во повисок ранг, но со полн елан и респект се борат за боите на екипите кои денес го носат нивниот дрес. На исто место на одличен терен во Пехчево продефилира искусните Кемал Аломеровиќ, бомбардерот во третата лига Исток Бобан Марич, Џонов, Ташев, Сулев, потоа Никола Тонев, Синев, Ташко, Колев, Димовски, кои се и те како императив за помладите играчи да го даваат својот максимум и се повеќе да се наметнуваат со своите игри. Надпреварот заврши нерешено и без голови, но се чини задоволни беа едните и другите со поделбата на пленот.
Судиската тројка од Кочани на чело со Александар Ангелов одлично си ја заврши работата, за што благодарност заслужуваат и актерите на теренот, при што беа прикажани само 2 жолти картони и тоа за ситна невнимателна игра. Еве ги комплетните резултати од ова 19-то коло. Напредок Здраве Радово Каменица Саса 1:4, Малеш Плачковица 0:2, Кит Го Пекчево Беласица 0:0, Василево Работи Џумалија 3:1, Рудар 1947 Тиверија 2:0 и Брегалница Гола Косогово 1:2. Табела: Беласица е прва со 49 бодови, второ место Плачковица 45, трето место Каменица Саса 40, четврто место Осогово 39, на петото место Овчеполи има 31, шесто место Кит Го Пекчево 29, седмо место Напредок Здраве Радово 21, исто толку на осмото место има и Брегалница. На деветото место Тивери има 20 бодови, десето место Работи Џумалија 18, исто толку има и Василево. На 12-тото место Малеш има 16 бодови, 13-то место Слуги 1934 14, исто толку на последното 14-тото има и екипата на Рудар 1947. Овде го заокружуваме ова прво пролетно издание на Дневникот на Ирис телевизија. Останете во продолжение со нашава програма, да ја проследите временската прогноза, а веднаш потоа и снимената фудбалска репортажа од надпреварот помеѓу екипите на Кит Го Пекчево и на Беласица од Струмица во рамките на 19-тото коло на третата фудбалска лига Исток. Благодарност за вниманието, поздрав и довидување до следното издание на вестите.